Версус на Канал 8. Појавувањето на нови политички партии носи плуралитет во понудата и свежина на македонската политичка сцена. Партијата на обединети пензионери и граѓани нуди граѓански мултиетнички концепта во основата на својата политичка платформа ја има социјалната состојба. Вечерва во Версус гостин лидерот на партијата Илија Николовски. Добро вечер, добре дојдовте во емисијата. Добро вечер, благодарам што ме поканивте да бидам гостин во вашата емисија за прв пат. Господине Николовски, постои ли простор за нови политички партии на македонската сцена и кои беа мотивите за формирањето на партијата на обединети пензионери и граѓани? Секако дека постои простор, особено постои простор за една оваква партија, затоа што на Македонија требаше оваква партија, особено што во регионот, а и во Европа, во сите земји постојат такви партии. Например, во Србија постои партија на обединети пензионери на Србија, која има 13 пратеници во парламентот на Србија и без која не можеше да се формира влада на Република Србија, и има 3 министри, меѓу другите министерства го има и Министерството за труд и социјала, каде што е министер од партијата, лидерот на партијата на обединените пензионери на Србија, и сите државни секретари и помошници се токму таа партија. Таква нешто слична е ситуацијата и во Хрватска и во Словенија. Например, во Словенија министерот за надворешни работи не е пензионер, али е лидер на партијата на Демократската партија на пензионерите на Хрватска. Така е во Европа, освен во Австрија, каде што по автоматизам тројца пензионери се во парламентот на Австрија. Према тоа што би рекли србите, што јужни тоа тужни, Република Македонија е последна со формирањето на една таква партија. Со оглед на тоа што веднаш најавите подобрување на социјалната состојба во државата, значи ли дека ќе се јакне левицата во Македонија? Па сега јас се позиционирате кон центарот. Ние за сега сме позиционирани кон центарот, меѓутоа сме расположени за соработка со сите партии и тамо каде што ќе ги најдеме нашите интереси, тамо ќе соработуваме повеќе. Меѓутоа, повторувам, со сите партии отворени сме за сите и со сите невладини организации кои третираат социјалната положба на пензионерите, на граѓаните на Република Македонија и на сите маргинализирани граѓани на Република Македонија, односно на сите граѓани кои се незадоволни од својот статус. Према тоа, од овде и некако ги црпиме нашите целни групи на партијата. Ке зборуваме за програмските определби на партијата, но малку и за вас како лидер. Во прилог на вашето легитимирање како политичар и на вашата партија како политички субјект, оди и вашата импресивна биографија. Па јас со политика не сум се бавел, освен во младите средношколски денови. Иначе сум роден во село Панчарево, Источна Македонија. Гимназија имам завршено во Делчево, Војна академија во Белград, меѓутоа сум се школувал во 4 земји и сум работел во 5 земји. Како тоа? Значи, имам извршувано сите војнички должности, командни должности од командир на вод до командант на корпус. Меѓутоа имам направено и излети во војната дипломатија. Така, бев помошник на воен аташе во бившата армија во Грција, последен воен аташе на бившата армија во Бугарија и прв воен представник во војниот комитет на НАТО во Брисел на Република Македонија. Поред тоа, имам извршувана должноста во Република Македонија директор на дирекцијата за меѓународна соработка во Министерството за одбрана, така да сум еден од соучесниците во креирањето на првите 13 меѓународни договори и соучесник во пристапните документи за прием на Република Македонија во партнерството за мир. Од 2005 сум пензионер, меѓутоа уште првиот ден сум председател на Сдруженијето на ветерани од одбраната и безбедноста на Република Македонија, здружение кое е предпознатливо во невладиниот сектор, не само во Републиката, во регионот, па и пошироко. Здружение кое оваа година во Казахстан е примено во Меѓународниот консултативен комитет на ветеранските организации и резервни офицери, и тоа под уставното име на Република Македонија. И од 12 март
оваа година сум лидер на партијата на обединените пензионери и граѓани на Република Македонија. Да се вратиме пак на партијата и на нејзиното име, на обединените пензионери и граѓани. Кои се целни групи на обединените пензионери и граѓани е додадено затоа за да не луѓето да не сватат дека целна група се само пензионерите. Пензионерите се иницијатори за формирање на оваа партија. Затоа си посебно апострофирани во името. Меѓутоа, во партијата може да членуваат сите граѓани на Република Македонија со наполнети 18 години и така да во партијата најмладиот член е 18 години, а најстариот член е 89 години. Значи, се што е маргинализирано во оваа општество, се што е незадоволни од својот статус е целна група. Меѓутоа, правенствено околу 300.000 пензионери, борачките организации, инвалидите на трудот, воените инвалиди, сите структури од одбранбено-безбедносните структури, затоа што мислиме и цениме дека се многу маргинализирани, незадоволни од својот статус, посебно младите невработени, и затоа заедно со нашата мудрост, нашето искуство, со ентузијазмот на младите сакаме да придонесеме кон менување на оваа состојба безнадежна во Република Македонија. Собранието на партијата избра председател и други органи, докаде е формирањето на останатата инфраструктура? Многу интересно прашање. Значи, ние пред да одржиме основачко собрание, скоро во сите градови во Републиката имаме иницијативни одбори, и тие иницијативни одбори со тек на времето прераснуваат во општински организации. Така да, после собранието, сега веќе држиме во општините, држиме основачки собранија и иницијативните одбори преминуваат во општински раководства. На територијата на град Скопје тоа го имаме завршено, имаме одржано во Куманово и регионално промовирање на партијата за источна Македонија. Ни престои формирање сега на органи во Крива Паланка, во Пробиштип, Кратово, Свети Николе, Делчево за Источна Македонија завршивме во Делчево формирањето, тоа беше на 12 јуни, каде што имаше едно импресивно основачко собрание во Делчево, околу 150 луѓе беа присутни. Готови сме во Берово тоа да го направиме, во Струмица сме готови, Гевгелија, Кавадарци, Неготино. Идната недела ќе држиме во Прилеп, во Битола вршиме подготовки, во Охрид е завршена работата, така да во сите големи градови ние до нова година ќе завршиме. Пропуштивме само Кочани. Кочани намерно го оставив. Ние во Кочани имаме една мала критична маса. Меѓутоа, на Кочани треба да поработиме малце повеќе. Тоа не е Кочани криво, него сме ние од централата криви, што некако се поминуваме преку Кочани, меѓутоа сега акцентот го ставаме на Кочана и Виница во Источна Македонија и мислам дека до нова година ние ќе одржиме основачко собрание и секако се надевам дека вашата телевизија ќе биде присутна за при формирањето на општинската организација. А во Кочана имаме една критична маса луѓе со пристапници и од сите категории. Колку сте задоволни од бројот на пристапници во досегашниот кус период? Сега задоволни. Во некои градови сме презадоволни, во некои градови сме незадоволни. Сега работејќи на овака племенита идеја, формирање на нов политички субјект, сватив со многу проблеми кои се соочуваат луѓето. Сватив дека многу луѓе се и плашат. Ситуацијата е таква, имаме ние ситуација таква да луѓе, кога е веќе готово да се прифати за лидерска позиција, он вика, знаеш, децата ми се бизнисмени, ќе им дојде контрола, ово не има, така да во некои градови сме позадоволни, во некои сме понезадоволни. Например, во Куманово, само имаме основачи на партијата од 1140, 176 се од Куманово и тоа за 2 месеца соберени. Ќе направиме овде мала пауза. Излегувањето од економската, политичката, социјалната и морална криза
е една од целите на новоформираната партија на Обединените пензионери и граѓани. Повеќе за тоа во изјавата зборува председателот на општинската организација на партијата од Делчево, Сребран Стојчов. Во изминатиот 20-годишен период фактички не се остварија очекувањата кои се најуваше со промената на општествено-политичкиот систем, дека во новиот општествено-политички систем ќе имаме оптимален стопански развој, кој ќе обезбеди соодветна вработеност, подигање на стандардот на граѓаните за пристоен живот и така натаму. Потоа не се оствари идејата дека стариот, предходниот партиско-политички систем на државата ќе се замени со правна и социјална држава, со гарантирани права и слободи на граѓаните. Во што не се оствари тој концепт? Па не се оствари, само да подсетам, според Уставот, основните човекови права и слободи се правото на сопствено мислење, право на изразување на тоа мислење, право на слобода на совеста, право на јавно информирање, право на слобода на здружување во политички партии и здруженија и така натаму. Не би сакал да коментирам дали, тоа мислам дека е познато, дали баш тие права и слободи на граѓаните се така остваруваат, без последици по нив. А тоа што во Уставот стои дека се гарантираат овие права и слободи, подразбира дека не треба да има никакви штетни последици за граѓаните кои ги користат тие права и слободи, меѓутоа не е се исто во праксата, какво мислење јавно ќе изразеш, и па дури во формирањето на политички партии не се гледа така баш со позитивен, од позитивен аспект дека тоа е право уставно на граѓаните да формираат политички партии. Потоа еднозначено прашање е прашањето на еднаквоста на граѓаните при вработувањето, при напредувањето во работата и при отпуштањето од работа. Дори со Законот за работни односи се забранува, вели, заради заштита на таа уставна еднаквост на граѓаните, се забранува секаква директна или индиректна дискриминација на која го доведува во прашање правото на еднаквост на граѓаните при вработувањето, при напредувањето во работата и при отпуштањето од работа. Некако мислам дека е тоа општо познато, дека покрај другите работи едно од значајно прашање е партиската подобност при вработувањето во државните органи. Со други зборови, доколку партијата на власт, сега не зборувам дали за ВМРО или СДСМ, доколку партијата на власт си ги вработува своите членови во јавниот сектор, на тој начин врши дискриминација на сите други граѓани, припадници на други политички партии или пак неопределени граѓани, бидејќи државата им припаѓа на сите. Не е ниту само на ВМРО, ниту само на СДСМ, туку таа е на сите граѓани на Република Македонија и така сите треба да чувствуваат, никој не треба да се чувствува како граѓанин туѓинец во својата држава, кој нема еднаков третман по било кое прашање во остварувањето на тие права и слободи. Значајно прашање сметам дека од кое потекнува еве и она што викаме и економска и политичка криза во која се подолго време наоѓаме, е прашањето на човековиот ум.
Sve poteknu od umot. Znači, i rešenje to treba da go barame v umot. Nije mora da je podigneme svesta i da gi sledime evropskite procesi, civilizirani procesi na objedinuvanje. Ne delbi po site osnovi, kako što se pravi, etnička, religijska, međupartijska i taka natamo, i mora da naučime da vodime dijalog i da budeme tolerantni jedni prema drugi. Jedna od ključnite pozitivnih strani na demokratijata je da ljudje to se naučat da živeat vo različnosti, so dijalog i tolerancija i opštestvenite suderi da gi rešavaat na nenasilen način. To znači pripitimuvanje na ljudjetu. Od ona što se slučuva vo politički život se gleda deka tuka ni nedostasuva aktivnost na političke partije, naprotiv. Mislim deka tije prenabregnuva sostojbata, smetam deka se zarobenici na liderski i partijski egoizam. I poradi toga se stvara ona politička situacija koja je prisutna na terenot, iako egoizam do nekoja mera je dobar što pokrenuva čovekot da njegovo to ego se stavi vo konkurencija, vo nadprevar so egata na drugite. Međutim, dokoku to ego ne se skrotuva, je opasno, to je kako da javaš na div konj. Da vo toj slučaj, ako se zapostavi drugi koji predizvikuva postojano da bideš vo napregnate situacija za da uspeješ, da osvojiš vlast, da uspeješ da se održuvaš na vlast i taka natamu, to predizvikuva napreganje i poradi toga se stvara omraza kon toj što predizvikuva, kon konkurentot. Duri so ambicija ako može to i da bide uništen. Za žal, iako jedna od temeljnite vrednosti na ustavni poredak je pluralizmot, iako verbalno se opredeluva političke partije za pluralizam, međutim, vo praksata, kako se ušte svesta ne preovladala, deka to i treba da se ne samo prihvaća vertuku da se žive toj pluralizam i da go neguvame dijalogot, da se nađa zajednički rešenje po site strateški prašanja, koje je neophodno za da go sledime proces na objedinuvanje, a ne delbi i konflikti koji odatvo loša politička klima, a koja pak se reperkuira na sve ono što se stvara kako klima i za investiciji i stranski i taka natamo politička klima je značajna da privleči i stranski investiciji, pa i investiciji domašni i taka natamo, da to se od prilika prašanjata, jedno prašanje bi sakal da go potenciram, to je prašanje to na ostvaruvanje to na parlamentarnata demokratija vo naši uslovi. Smetam deka vo dosegašnje mene, koliko mi je poznato, život na političke partiji kako nedostega vo samite nif demokratija, a ona što se slučuva u parlamentu ne bi sakal da ukomentiram. Smetam deka ta ne je na soodvetno nivo, dijalogot ne je na potrebno nivo da se respektira protivnikot i tamo kada što ima odredeni argumentirani predlozi, izdržani predlozi da se prihvaćat nezavisno od koja strana doaljat. Nikogaš ne treba da se nastapuva
kako što se nastapува со однапред познати одговори и на прашања кои се уште не се познати и предлози. Се практикува да предлогот не се прифаќа. Што меота не се прифаќа предлогот без да се анализира дали има издржани аргументи за прифаќање на предлогот и така натаму. Повторно назад во студиото во разговорот со Илија Николовски, председател на партијата на Обединети пензионери и граѓани. Кој е легитимитетот на партиската врхушка за формирање на партијата и се разликување? Нашиот легитимитет го црпиме од таму што ние во нашиот минал труд имаме придонесено многу за изградба на Република Македонија и за осамостојување на Република Македонија. И токму од тоа што имаме голем придонес за ова, не сакаме да не учествуваме во развојот на Република Македонија, односно сакаме да ја разбиеме погрешната перцепција кои се обидуваат некои да ја створат, дека пензионерите се луѓе кои се истрошени и дека треба да седат дома и да се занимаваат со гоблени, со влечење на јажење и така натаму. Меѓутоа, ние цениме дека се уште имаме и умствени, интелектуални и физички можности да дадеме голем придонес во развојот на демократијата, во менување на состојбата во Република Македонија, али не само сами, него заедно со младите, со креативните луѓе можеме тоа да го направиме. Досега политиката се занимаваше со нас, но без нас. Ние сакаме да бидеме активни чинители во политиката и да бидеме дел од власта. А тоа, затоа што сакаме да бидеме дел од власта, ние дојдовме до заклучок дека многу наши идеи, многу наши предлози кои како невладин сектор ги предлагавме досега, не може да поминат во собранието на Република Македонија. Меѓутоа, ако сме дел од власта, многу полесно тие идеи ќе може да поминат. Например, ние предложиме зошто на пензионерите кои работеле во општествени фирми или установи, како што е тоа направено во другите поранешни република на Југославија, им се доделија ваучери акции, зашто тоа не се направи на пензионерите во Република Македонија? Ние одговорија дека нема услови. Понатаму, поднесовме една иницијатива зошто на пензионерите во Република Македонија не е дозволено да работат, како што е во другите држави, што Македонија е уникатна по тоа прашање. Ние во нашата програма имаме ставено не само што да работат, него луѓето со навршени 65 години да бидат ослободени од секакви од даноци и така натаму. Потоа предложивме иницијатива за усогласување на пензиите. Ние имаме особено во одбранбено-безбедносните структури, особено во полицијата имаме таква драстични разлики во пензијата, например, луѓе. Да, но истите се намалени со кумулативното зголемување на пензиите. Априори ми го одговорите прашањето, колку ми дозволите. Можат ли пензионерите во Македонија да бидат задоволни од стандардот и од она што како мерки за подобрување на нивниот живот го презема актуелната влада? Актуелната влада многу вешто ги менаџира ситуацијата со пензионерите и многу вешто манипулира со како и секоја влада, не само таа влада, него како и секоја влада многу вешто манипулира со состојбата, социјалната состојба на пензионерите. Само да го објаснам ова околу покачувањето, например. Тие викаат дека пензиите ги покачиле за 5%. Тоа го злоупотребуваат својата уставна обврска. Па не треба никаков популизам. Државата е должна 2 пати во годината да ги усогласува пензиите. Према тоа нема толку никакво покачување. Многу гласно зборуваат кога вика ќе ги покачат во 5%, а после многу тихо соопштуваат дека тоа покачување се прави на најниската пензија, односно на 10.000, 5% на 10.000, па сите пензионери добиваат по 550 евра, односно 550 денари покачување, тоа е некаде околу 9 евра, и
тоа се ствара такав еден популизам дека пензионерите се некое галенечиња во оваа држава, што не е точно. И на тој начин се ствара и генерацијски јас, односно незадоволство кај другите категории во републиката, а фактички пензионерите се незадоволни. Пензијата не е социјална категорија. Пензијата е економска категорија. Пензијата е категорија која е стекната и така треба да се третира. А социјалната сфера треба да се третира од други фондови и ние немаме ништо. Ако добро разбрав, вие сте за доближување и значување на пензиите, што во овој случај се случува. Не сум, значи, ние со овој случај ние нарушуваме економската категорија на пензиите и воведуваме пензијата дека е социјална категорија. Например, како се работи тоа во други држави. Например, Србија. Да, во ред вие како партија сте против. Против сме, затоа што ние како партија сме сите оние кои имаат минимални пензии. Може да им се даде 13-та пензија, тоа го прави Србија. Значи, нека им дадат 13-та пензија, нема да биде 550, може да биде и 600 и 700 денара покачување. Али не на оваков начин вика покачување и што е најлошо од сето тоа, некои представници на некои издруженија, они тоа го прифаќаат и изиграваат како да се експозитури на владата. Значи, ние сме за пензијата да се третира како економска категорија и треба да се објасни ако викаме дека се зголемува... Нема ли позитивни социјални ефекти со тоа што оние кои што работеле ниско квалификувана работа во текот на работниот век добиваат во овој случај нешто повисока пензија, со што се изедначува пензионерскиот стандард? Повторувам, јас немам ништо против, нека ги поравнат пензиите сите да примаат исто пензија, меѓутоа нека го вратат придонесите тие што плаќале повеќе придонеси. Значи нема, јас реков, има социјални мерки кои може да се дадат. Немам ништо против тие што имаат мали пензија да им се даде 13-та пензија. Да, добро, во случајот е индиректна социјална мерка. Или социјална помош. Тоа го прави Србија, например. Србија на пензионерите кои имаат испод 15.000 пензија им додели 13-та пензија. И готово. Во ред, задоволни ли треба да бидат пензионерите со бесплатното возење во градски автобус во одредени делови? Исто е тоа манипулација, значи нема бесплатно возење на пензионерите, да се разбереме. Тоа зборот пензионерите има бесплатно возење на луѓето кои навршиле мажи 65 години и жени 62 години. Ние имаме пензионери кои немаат 65 години па ги казнуваат ако влегнат во градски автобус. Не сме задоволни по тоа, затоа што се тоа манипулира, ако се веќе на тој начин се фаворизираат пензионерите во Скопје во односу на провинцијата. Треба да се најдат мерки и начини на кој начин таа привилегија да се овозможи и на пензионерите од провинција кога патуваат еднаш и два пати во Скопје и така натаму. Требало би да се најде. Меѓутоа, зборот пензионери овде се злоупотребува. Значи, не е тоа за пензионери, тоа е за граѓаните со навршено 65 години мажи и жени 62 години. Имаме ние пензионери 68 родина, 70 тие не се возат. Вие како посебна возрастна група сте против привилегии ексклузивни? Да. Тоа се популациони мерки. Или банското лекување. Видите, сега луѓето се незадоволни од тоа. Например, доаѓа во бања, он сака да има физикална терапија, овие нема возможност чак ни да плати, вика не, тоа не те е предвидено физикална терапија. Говорите да го завршиме, да не се фокусираме само на пензионерите, но она што веројатно е и предмет на ваш интерес во вашата политичка програма е законот за работни односи и предвидената возраст и работен стаж за одење во пензија. Планирате ли овде некакви предлог измени? Планираме на предлог измени, например, за сите луѓе кои од било кои причини не остварили право на пензија, а биле работеле. Ние планираме еден проект да сите оние кои има најмалце минимум 5 години стаж, а наполниле 65 години да треба да остварат некоја пензија.
Меѓутоа некако тоа се замолче во Македонија, беше за 15 години, па се исто така ги поддржуваме и стечајците. Значи, го рекол за сите маргини, ги поддржуваме стечајците затоа што Република Македонија има 6000 стечајци кои бараат да им се овозможи да имаат по 100 евра месечно надоместок. Тоа 6000 по 100 евра е некаде околу 8 милиони евра. Сега, што е тоа 8 милиона од 20 и нешто милиона кои троши владата за реклами? Значи, ние исто така, исто ги поддржуваме сите невладини организации кои се борат, например, против поскапувањето на струјата, против укинувањето на ефтина струја, против ова е 33% што плаќаат граѓаните моќност, против радиодифузната такса. Во соседните држави радиодифузна такса не се плаќа, кај нас напротив тоа сега направи како да е јавна давачка. Значи за сите тие работи ние кинете доволно време во кампања со оглед на тоа што изминува полека времето за емисијата, ќе се остана на две теми надвор од дневната политика, а неодамна вие промовиравте книгата по повод 15 години од атентатот на поранешниот претседател Киро Глигаров. Нудите ли на јавноста досега непознати сознанија? Па, искрено да ви кажам, тоа прашање е се уште отворено. Тоа прашање се уште не е одговорено, меѓутоа ние како невладин сектор, тоа го организираме како Сдружение на ветерани пред 3 години, ние сакавме да го реактивираме тоа прашање, да не се заборави, да ги пробудиме државните органи дека тоа прашање треба секој пат да биде отворено не само за претседателот Глигоров, него и за претседателот Рајкос. И видите што се случи на Република Македонија. Првите два претседатели на едниот имаше обид за неуспешен атентат, другиот поред претседател од необјасними причини се уште загина несреќа. И од тие причини ние сакаме тоа прашање да го реактивираме, затоа што во атентатот се случи во една многу осетлива временска дистанца за Република Македонија. Република Македонија веќе кога беше ги нормализираше односите со Грција, Република Македонија непосредно пред Дејтонскиот договор, кога Република Македонија почна да се супроставува на сивата економија, на криминалот кој прекршување на санкциите и така натаму, некој во тоа време сакаше да ја скине главата на Република Македонија. Со тој начин да рекомпонира власта во Република Македонија и да ја сврти историјата во некој друг правец. И од тие причини мислиме се дека тоа прашање се уште е актуелно и ние поканихме на таа трибина учествуваа луѓе кои беа во тоа време во власта, луѓе кои беа во полицијата, кои имаа непосредно и многу прашања се поставени и мислиме дека оваа научно-стручна трибина може да служи чак книгата и на факултетот за безбедност. Има многу интересни работи. Темата на таа стручна расправа беше загрозеноста на Македонија или не. Конкретно кој беше инспиратор, нарачател и извршител? Темата беше 15 години, ние сакаме поминаа 15 години од атентатот на претседателот Глигоров, он беше се уште жив, прашањето е отворено и ја одржавме темата по повод 15 години од атентатот, а промоција на книгата беше на 2 октомври оваа година, односно во предвечерието на 3 октомври, на денот кога беше извршен атентатот на претседателот Глигоров. И пред да организираме таа научно-стручна трибина, јас и со Гоце Аризанковски 2 пати, по 2 сата разговараме со претседателот Глигоров. Тој обеќа дека ќе дојде на трибината, на последен момент откажа и отприлике рече нека дојдат тие кои го организираат. Токму тоа сакав да речем, веројатно тие нити оние кои што треба да ги пријават доказите не биле на таа. Значи има многу пропусти околу доказите. Јас не сум стручна, ја не сум полицаец, али експертската јавност знае дека многу пропусти се направени. Например, таму ако прочитате излагањето на Зоран Дорецки, тој многу добро тоа го елаборира во неговата дискусија. Во затворам прашањето, само Кусо биле во блиски релации со поранешниот претседател Глигоров, знаеше ли тој
Предпоставуваше ли кој би можел да стои зад неговиот атентат? Па он со самиот факт што рече тие што го организирале, мислам дека он знае кој го организирале. Вие бевте генерал и во војниот конфликт во 2001 година. Поминаа 12 години од конфликтот и од подпишувањето на рамковниот договор кој донесе привиден мир. Што добија, што загуби Македонија со овој документ? Прашањето е многу интересно. Јас 2001 година командував со вториот армиски корпус со цела Западна Македонија. Прашање и тоа е овака прашање интересно затоа што многу е кратко времето, малце да елаборираме. Ево само да кажам дека околу само тоа дали е конфликт, дали е војна во Македонија постојат три гледишта. Едно гледиште е дека е тоа било војна, второто дека е гледиште, а третото најекстремно дека е тоа масовен национализам, односно масовен тероризам со етнонационализам. Јас припаѓам на оваа втората група и во врска со тоа ние исто организираме 2011 година една трибина меѓу првите во Македонија, Македонија 2001-2011 научени лекции и премолчени вистини. Тогаш ние како невладина организација поканивме сите команданти од страна на ОНА и командантите од македонска страна, односно командантите на безбедносните сили, тогашните министри за одбрана, премиери и така, некои дојдоа, некои не дојдоа, меѓутоа тоа беше еден прв чекор кон на рачистување на фактите, прв чекор кон обид за некое помирување. Меѓутоа тешко помирувањето оди. Утре, например, јас ќе учествувам на една тркалезна маса во Скопје, предизвиците, постконфликтните предизвици за помирување во Република Македонија. Сега рековте околу рамковниот договор. Јас искрено да ви кажам, припаѓам на оние кои гледаат позитивно на рамковниот договор и позитивно на вклучувањето на меѓународната заедница, затоа што со рамковниот договор ние добивме, се заврши конфликтот и се избегна граѓанска војна. Меѓутоа имаме многу злоупотреби на рамковниот договор и затоа што е место ние да се ангажираме околу подобрување на меѓуетничките состојби во Република, околу подобрувањето на интеграцијата на меѓуетничките групи во Република Македонија, ние се уште имаме и политичари, и пратеници и така натаму, некои вика едни се губитници, други се добитници, едни се осеќаат супериорно, други се инфериорно, што е погрешна политика. Второ, се уште многу често го спомнуваме рамковниот договор. Рамковниот договор, амандманите влегнаа во уставот на Република Македонија. Некој сака рамковниот договор да го стави над уставот на Република Македонија и сето тоа доаѓа до кршење на уставот. Сега околу злоупотреба, јас само на некои сегменти ќе се кажам. Некои многу лесно во Република Македонија, што е сега камен на спотицање тоа, многу лесно предложија и некои многу лесно дигна два прста за амнестија на воени злосторници, за амнестија на луѓе кои извршиле тешки кривична дела, на нарушување на човечкото достоинство, луѓе кои извршиле мачење, луѓе кои извршиле масакрирање, кое во судската медицина се вика продолжено убивање или убивање во некое друго време. Значи, некои многу лесно тоа го направија, што не смееше никако да се направи. Како реакција на тоа, имаме сега ние од другата страна, имаме осуденици, ги прогласуваме за народни херои, или са синови на Република Македонија, што не придонесува кон помирување. Меѓутоа, се прават организирани напори, невладиниот сектор се вклучува во тоа, посебно коалицијата РЕКОМ, и се прават доста активности, организирани активности да се постигне какво такво помирување. Јас мислам дека тоа е тежок процес, меѓутоа ние сите треба да дадеме се од себе за утврдување на фактите
вистината е многу тешка. Како партија ќе инсистирате ли на тоа што Да. на тоа што се залагате за како заеднички со како живот? партија посебно ќе инсистираме затоа што реков дека партијата е мултиетничка партија и посебно внимание ќе посветиме на подобрување на мултиетничките релации, а посебно внимание ќе посветиме на помирување во општеството и релаксирање на односите во Република Македонија и посебно внимание ќе посветиме на разбивање на генерацијскиот јаз кој е створен во Република Македонија. На тоа посебно внимание ќе одвориме, а посебно на меѓуетничките И ќе односи. завршиме пак со партијата, кога може да го очекуваме да го очекуваме вашиот настап на избори? Па со следните избори кога и да бидат ние ќе учествуваме сега какви резултати ќе постигнеме, тоа ќе видиме, меѓутоа Ќе учествувате на претседателските избори? со свој кандидат сигурно нема да учествуваме, али ќе учествуваме. Ќе поддржиме некој кандидат, најверојатно ќе поддржиме личност која мислиме дека може да одговори највеќе на таа должност, а не партиски човек. С оглед на тоа што ова е, би рекол, трет обид за трета опција во Македонија, два пати тој беше неуспешен, а посебно како самостоен политички субјект тоа ќе оди тешко, веројатно сте свесни и за тоа, размислувате ли за Тоа ќе оди коалицираност? многу тешко, многу тешко, Со меѓутоа постачките на па формираните ние партии. за сега се уште не сме размислувале со кој би коалицирали, ќе оди многу тешко, меѓутоа воеднаш сме сигурно убедени, длабоко убедени и јас посебно како лидер на партијата дека оваа партија не мора да успее и нема шанса да таа партија се распадне како некои партии што се распадне. А зошто? Затоа што имаме многу чисти целни групи. Ево сега да ги земеме само пензионерите, да ги оставиме другите целни групи. Ние имаме околу 30.000 пензионери. Само секој 10 да влегне во партијата, тоа е 30.000. А секој 6 ако влегне, тоа е 50.000 и така натаму. Значи, ние имаме можност, нема шанса да таа партија, ако има добро раководство, да не успее. Вакви амбициозни очекувања сме слушали од многу партии, но сега и политичкиот моментум е специфичен, овде е и граѓанската алијанса и Да. партијата громна Да. Стефче Јакимовски, многу партии за многу кус период. Многу партии за многу хус период, ние не се осеќаме инфериорни у односу на било која партија. Не се осеќаме инфериорни затоа што реков, ова е партија на честни луѓе со честни намери. И према тоа тука е нашата предност, човечкиот потенцијал е нашата предност. Партија која сака не само пензионерите, него и младите да ги вклучиме во заедничката борба која треба да водиме и во тоа имаме голем успех. При зачленувањето, например, ние имаме луѓе во 80, ево пред некој ден една ваша сограѓанка која е во Прилеп живе, сега не е важно, со економски факултет, едно надпросечно вака девојче која пристапи во партијата. Значи имаме многу млади кои сакаат, затоа што сме сигурни дека сите незадоволни, особено пензионерите кои се најзагрозени, партијата ќе ја препознаат како свој политички субјект кој ќе ги штити нивните права. Посакувам успех во водењето на партијата, благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас.